Кога зборуваме за имунизацијата, на самиот старт мислиме на најмалите жители на оваа држава, на децата, на нашата иднина и на потребата од тоа да ги има што повеќе, но да бидат здрави и да можат нормално и спокојно да растат во земјата во која што се родиле. За да бидат здрави, веројатно на сите ни е јасно дека треба да бидат имунизирани, но последниве неколку години има голем проблем кога станува збор за имунизацијата и за избегнување на примање на одредени вакцини. Државата се обиде да направи напори, да го ограничи уписот во детските градинки на невакцинираните деца, да се плаќаат казни за одредени вакцини кои што нема да се примат, но и тоа очигледно не ги дава резултатите. Ние сме тука за уште еднаш да подсетиме колку е важно нашите поколенија да бидат здрави. И токму на оваа тема ќе зборуваме со нашиот денешен гостин, доктор Златен Мехмедовиќ од Комисијата за заразни болести. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Значи, проблем што последниве неколку години е актуелен на Македонија и се заканува епидемија од морбили. Не само од морбили, ја би кажал дека повеќе заразни заболувања кои што се превентабилни, кои што може да се спречат со процесот на имунизација, како што кажавте и вие, и се закануваат на Македонија, баш поради тоа што имаме мал опсек на вакцинација со одредени заболувања. Морбилите се едни од најсериозните, затоа што се практично најзаразни, највисоко преносливоста е присутна помеѓу морбилите. Од друга страна, имаме исто така низок просек на вакцинација и со вакцини како што е, например, Дитепер. А гледаме дека во соседството, особено во Хрватска, сега е актуелен и процесот на митигирање, на слабење на една епидемија која што се јавува со пертузисот или големата кашлица, онаа долготрајна кашлица која што се јавува кај децата. Вакцино-превентабилните заболувања се нешто што навистина не смееме да си го дозволиме како држава, како нација, како човештво во современото време, затоа што навистина е жално децата да не се разболуваат од нешто што можеме да го спречиме. Нешто што било проблем пред децении неколку, ние сме го решиле со вакцинација и сега повторно, после неколку децении, нам ни се јавува како проблем, затоа што 70% од децата кои што се родени лани имаат, да речеме, примено МРП вакцина. Вкупно сите деца кои што подлежат на вакцинација, а се родени во период од последните 12 месеци, би требало, оние кои што би требало се родат, кои што би требало се вакцинираат до 12-тиот месец од понивното раѓање, а тоа е за вакцината МРП, која што е за морбили, рубеола и паротит, 70% се вакцинирани, 30% не се вакцинирани. И сега знаете позитивната страна е тоа што сепак поголемиот број од родителите одговорно постапуваат и ги носат своите деца на вакцинација. И тоа е 70% од популацијата, меѓутоа овие 30%, иако се речисе двојно пати помалку од тоа што се 70%, треба да знаеме, поради високата преносливост на морбилите, ја кажам дека е високо пренослив вирусот на морбили, доколку во една просторија имате од 10 деца кои што се невакцинирани едноболно, веројатноста дека останатите 9 ќе се заразат, евентуално едно нема да биде заразено, е голема. Значи, тоа е процесот со кој што се шират, со толкава леснотија се шират морбилите. Од тие причини, овие 30% не се малку, затоа што доколку помеѓу нив се случи да имаме ширење на вирусот на морбили, можеме да се доведеме како во ситуација кога бевме 2019 година. Да, имаше епидемија. И кога имаше епидемија од морбили, и тогаш имаше преку 1900 месечини деца кои што беа заразени, а дури имавме и за жал 4 смртни случаи на возраст помеѓу 6 месеци и 13 месеци. И тоа само укажува на тоа колкава е ранливоста на особено малите деца кога ќе бидат изложени на вирусот на морбили. А постојано зборуваме за одговорно родителство. Одговорно родителство секако опфаќа и грижа за здравието на сопственото дете. Секако. Ние постојано се трудиме да ја апелираме на совесно однесување, да ја подигнеме свесноста од опасноста на оваквите заболувања кои што може да се спречат. Меѓутоа и добро вие споменавте во почетокот на вашата најава дека постојат и казнени одредби, затоа што сите овие вакцини кои што ги споменуваме се задолжителни.
вакцини, согласно календарот за имунизација. И доколку одредено дете не ги приме, тогаш родителите, поради тоа што свесно не го однеле детето на вакцинација, го загрозуваат пред се здравјето на собственото дете, меѓутоа и здравјето на останатите деца. Вакцинираните деца, а и во случајот 2019 година, кога имавме епидемија на морбили, немаше ниту едно дете кое што е целосно имунизирано, а кое што заболе од морбили. Сите оние кои што заболеа беа невакцинирани или нецелосно вакцинирани, па поради тоа ни се јави таа епидемија со морбили. Вкупно тогаш беа вакцинирани околу 41.000 деца. И тие деца практично, кога ги вакциниравме, стигнавме до таа посакувана бројка од 95% на колективен имунитет. Затоа од 2019 година, која беше прогласено крај на таа епидемија, до ден денес, практично и немавме случаи на морбили, освен еден во Свети Николе, кој што беше изолиран случај и кој што заврши на тој случај. Во светот, еве да ја земе Европа како поширок регион, не како Европска унија или како Европска економска асоциација, туку и останатите земји кои што гравитираат географски на оваа подрачје, ќе видите дека најголемиот дел од оние кои што се заболени со морбили, се уште се во земјите каде што има ниска свест за тоа, како што за процесот на вакцинација. Турција има, например, многу низок процент на вакцинирани деца. Истото е и со Русија. Во Украина исто лоша состојбата таму е поради. И Романија има епидемија и има 2000 нови случаи на деца болни од морбили. Токму така, тоа е еден од посериозните проблеми кои што е поблиску до нас и за кои што треба да се грижиме, затоа што еве сега во моментот во Македонија нема ниту еден случај на морбили. Меѓутоа, доколку некој случај од надвор, кој што е веќе позитивен на морбили, се дојде во земјата и ни ги пренесили ние одиме со нашите деца надвор од границите на Македонија. Да, сега е период кога се патува, празниците се пред нас. Тоа е исклучително ризично, баш поради тоа. Уште една причина повеќе, треба да знаеме дека треба да се ги вакцинираме децата пред да ги изложиме било каква опасност надвор од границите на Македонија. Во овие граници немаме проблеми со морбилите, немаме случаи, меѓутоа импортираните случаи се тие кои што сега се опасни, од кои што треба да внимаваме. Добро е што немаме случаи, но знаете како велиме, превентивата е најдоброто нешто и подобро да се спречи отколку да се лекува. Така е. Затоа и се овие апели родителите да си ги вакцинираат, имунизираат навремено своите деца. По она што нешто чепкав па најдов податоци, Куманово има најмал опфат 40%. Така на вакцинирање, вакцинирани деца. Дали можеби на тоа влие и бројката на иселувањето на луѓето? Можеби некои деца се родени овде во држава, ама се заминати уште во првите 2-3 месеци? Не верувам дека 60% од децата се иселени. Да, тоа е од огромна бројка, тоа е преголема бројка, но колку и да влие, веројатно дека е во рамките на некоја статистичка несигнификантна бројка. И поради тоа, повторно ќе кажам, главната причина, главната адреса каде што треба да ги упатиме овие пораки се сепак родителите кои што треба да знаат дека особено во вакви подрачја каде што имаме многу низок процент на имунизација на децата, практично имаме како бомба која што очукува и која што може во било кој момент да појави нова епидемија. 2019 година кога се појави епидемијата со морбили, процентот на вакцинација за цела Македонија беше 75%, сега е 70%. И повторно ќе кажам сега дека не се случи некој импортиран случај кој што во таква помеѓу таква популација каде што имаме низок процент на вакцинираност, во таков случај ако се појави во таква средина, тогаш веројатноста дека ќе имаме нова епидемија е многу голема. Тука би сакала да споменам, можеби главно нешто за кое што родителите се противат нивните деца да ја примат МРП вакцината е стравот од аутизам, дека можеби нивните деца, не дај Боже, доколку ја примат оваа вакцина, би станале аутистични. Постои ли, како да кажем, можност за такво нешто? Мислам дека ова ќе биде илјадити пат на телевизија како
ги демантирам гласините, треба дезинформацијата и секако да, верувајте, упорен сум, ако треба уште 10.000 пати тоа истото ќе го повторам. Не постои апсолутно никаква поврзаност помеѓу аутизмот и било која вакцина, не само МРП вакцина, апсолутно било која вакцина која што во моментот е во редовниот календар за имунизација на глобално ниво. Потрошени се милиарди долари на истражувања со цел да се докаже дали постои било каква поврзаност помеѓу аутизмот и помеѓу вакцинирањето. МРП вакцина, ДТП вакцина, полио вакцина, хепатит Б вакцина и така натаму. Апсолутно ниту една вакцина не е докажана дека на некој начин било како е поврзана или предизвикува било каков аутистичен спектар кај децата. Значи имаме изобилство на научни податоци кои што го говорат токму тоа. Да дојдеме до суштината на тоа од каде потекнуваат гласините, односно дезинформациите за тоа дека постои аутизам. Може би многумина од вашите гледачи не слушнале за фамозниот Ендрю Вейкфилд, доктор кој што изгуби лиценцата поради тоа што практично намести резултати на една студија со цел да докаже сензационалистички дека вакцините за МРП предизвикуваат аутизам, што практично после тоа беше докажано дека е апсолутно неточно. Докторот ја изгуби лиценцата и од тогаш повеќе не работи воопшто како доктор, затоа што последиците кои што ги направи по однос на тоа како се прима довербата во процесот на имунизација се далеку сежни. Ви гледаме дека до ден денес имаме проблеми да ги убедиме одредени луѓе кои се уште веруваат во теориите на заговор на Ендрю Вейкфилд. Веруваат во секакви теории на заговор, докторе, мора да кажеме. Тоа е конспиративен мајндсет, секако. Што мислат дека се уште мислат дека земјата е рамна плоча. Да. И тоа е страшно. Да, меѓутоа тоа е тој конспиративен мајндсет. Ние во последниот период интензивно работевме и со Министерството за здравство и со УНИЦЕФ на тоа да ги разбиеме митовите за дезинформациите, особено кои што се поврзани за имунизацијата и баш меѓу другото дојдовме до еден таков заклучок дека тој конспиративен мајндсет на луѓе кои што постојано мислат дека некој нешто заговара против нив и дека практично се што се случува со причина да им се наштети на луѓето. За жал во последните години како да доби на замав. И се повеќе и повеќе луѓе, сметајќи на тој начин дека се попаметни, уствари не се попаметни, затоа што веруваат во работи кои што се апсолутно бесмислени, меѓу другото како и во бесмисленоста дека вакцините за МРП предизвикуваат аутизам. И на тој начин не само што не докажуваат дека нивната интелигенција е супериорна, напротив покажуваат колку се инфериорни и колку ги негираат вистинските податоци за тоа, релевантните податоци, научни податоци кои што го докажуваат сосема спротивното. Вие како лекар веројатно може да заклучите колку им е тешко на тие луѓе да функционираат живеејќи во страв дека некој друг се нешто сака да им направи за да им наштети. Непоимливо е, значи ја воопшто не можам да се ставам во таков мајндсет за да можам да размислувам како тие луѓе. Напротив, дури ми е чудно, неприфатливо ми е, не можам дури ни медицински, ако сакате да се го објаснам, и од психијатриски аспект. Затоа, зошто таквите луѓе имаат таков конспиративен мајндсет? Дали е тренд, дали е дали е било што е поврзано со тоа како се перцепира во моментот глобалниот поредок. Тоа е нивна работа, меѓутоа, навистина, аргументите не се на нивна страна и кога тогаш ќе треба да се соочат со тој факт. Имаме уште малку време. Јас би ве прашала сега каков е генерално процентот на имунизација на децата. Во Македонија вие спомнавте големата кашлица што во Хрватска ја викаат хрипаваци, навистина има огромен број на деца кои што беа рече се 3000, мислам дека се. Мислам дека некаде прочитав или видов дека и во Србија имаше бројка на заболени, така, таму не е толку голема бројка. На деца не е толку голема бројка, но има два случаи регистрирано, еден во септември, еден во октомври, и ако ги погледнеме дури и за нас е тие случаи многу, затоа што и во минатото не сме имале регистрирано случаи на пертузис, односно на голема кашлица, односно на хрипавац. И од тие причини, навистина сега некако ни е као подзапалена аларма дека треба да внимаваме и на тоа. Процентот за вакцинацијата против пертузис, против голема кашлица, која што ја опаќа ДТП вакцината, е подобар од онаа што е за МРП, негде околу 90% за ревакцинациите, мислам дека 83% за примовакцинацијата, за примовакцината, и тука е подобра ситуацијата. Од друга страна, повторно пертузисот не е толку високо контагиозен е пертузисот,
меѓутоа не е толку контагиозен колку што е вирусот на морбилиов, дека се работи за бортедела пертузис бактерија и не е толку контагиозна, иако има висока контагиозност. Кога би имале опасност од епидемија, прво би ги ставил на прво место морбилите, пред се поради понискиот процент на вакцинација и секако поголемата преносливост, меѓутоа и пертузисот треба да не загрижува, пред се поради тоа што гледаме што се случува во соседството. И не само во соседството, мислам дека и Англија пред некое време извести дека имаат сериозно зголемување на бројот на заболени. Тие нарекуваат 100-дневна кашлица. 3-месечна кашлица, практично тоа е една досадна кашлица која што трае со месеци, која што може да биде дополнително комплицирана со останати бактерии, не само со бактериите што ја предизвикуваат како таква, и навистина е нешто што децата може значително да ги изнемошти. Во одредени случаи може да предизвика апнеа, појава на хернија и други компликации, сериозно заболување, досадно заболување. Во одредени случаи, иако ретко може да се јави и летален исход, не би го посакувале тоа. Вакцинацијата е правиот избор за родителите и уште еднаш апелирам да имаме навистина свесност за тоа што се случува во соседството и да не дозволиме да не се прелие ситуацијата и кај нас. Доктор, јас ви благодарам што одвоивте време, што денес бевте во нашата емисија и што уште еднаш упативме апел до сите родители за одговорно родителство, затоа што доколку навистина си ги сакаат своите собствените деца, ќе се обидат да ги заштитат на начин на кој што тоа се прави во светот, начин докажан со наука, за нивно одговорно и со љубов, ја така ви кажам, така би добро. Ви благодарам уште еднаш, ќе се видиме во некоја следна прилика. Се надевам дека ќе се видиме на некоја тема за да упатиме апел луѓето да се однесуваат како што треба. Секогаш кога ќе ме поканите, секогаш сум на располагање за да можам да ви дојдам во емисија. Ви благодарам многу.